Prior to being Attorney General of Florida, I was a career prosecutor for 18 years. Пем Бонди е најпозната како првата жена јавен обвинител на Флорида, матичната сојузна држава на Мала-Раго, дом на новоизбраниот претседател Доналд Трамп. Ева што изјави Бонди за гласот на Америка во 2012 година кога првпат беше избрана. Се што сакам е да бидам јавен обвинител. Тоа е тоа. На тоа сум фокусирана. Јас сум многу посветена, обвинителка сум. Бонди зборуваше на Националната конвенција на републиканците во 2016 година, кога Доналд Трамп беше претседателски кандидат на партијата, 3 месеци пред тој првпат да ја добие претседателската функција. Како верен лојалист, Бонди ја подржа лажната идеја дека Трамп победи на изборите во 2020 година. Таа беше и во правниот тим на Трамп за време на неговото прво судење за импичмент. Joe Biden was the point man for Ukraine. Заедно со другите републиканци, Бонди зборуваше за подршка на новоизбраниот претседател на негово судење во Њујорк, кога беше прогласен за виновен за 34 кривични дела. На почетокот на декември, Бонди беше во американскиот капитол, лобирајќи кај законодавците пред незиното сослушување за потврда во Сенатот за јавен обвинител. Сакам да се погрижам да го вратим угледот на овие агенции, овие оддели како FBI и одделот за правда и разузнавачка заедница, дека ќе им ја вратиме репутацијата како неполитички институции. Аналитичарите велат дека незиниот недостиг на независност од Белата куќа е валидна тема за загриженост. There will be times, I think it is an absolute certainty. Ке има моменти, мислам дека тоа е апсолутна сигурност со оглед на степенот до кој господинот Трамп се обидува да го надмине лимитот на толку многу правни фронтови, каде што лојалноста кон законот и лојалноста кон Трамп ќе бидат во конфликт и тоа ќе биде пресудно со кое треба да се справи Пем Бонди. Еден од незините конфликти е тоа што во 2013 година незината канцеларија одлучи официјално да не ги истражува тврдењата за измама во врска со Универзитетот Трамп. Но Комисијата за етика на Флорида не најде прекршување од нејзина страна. Некој кој од секојаш бил таму, поранешен јавен обвинител на Флорида, патем може да има се што ќе посака. Бонди моментално е со Ballard Partners, компанија за лобирање во Вашингтон. Аналитичарите велат дека сенаторите ќе прашаат и за незините клиенти од висок профил, кои би можеле да бидат тужители пред неа како државен обвинител.